Мојата приказна во ВФЛП групацијата трае веќе 9 години и по искуството стекнато во банкарски сектор од 8 години продолжив во сферата на финансии понатаму како дел од групацијата ВФЛП, која што даде малце поширока слика во однос на она што е работењето на банките. Продажбата е нешто што цел живот ме инспирираше, го работев, едноставно полека каде што себе се гледам најмногу и најдобро. Продолживме во тој дел, понатаму дојде делот на развивање на нови продукти, на нови компании. 2019 година, по резултатите постигнати, бев прогласен за најдобар во групацијата, а во 2020 почнавме заеднички една нова приказна, тоа беше ВФЛП Plus Consulting, каде што само лепезата на финансиски продукти која што постоеше од претходните две компании, ја продолживме преку трета, каде што ставивме и акцент на делот на Access to Finance. Понатаму приказната продолжи и со четвртата компанија, трет доброволен пензиски фонд и денеска имаме една лепеза на производи, на услуги од финансиската сфера, која што можеби не прави единствена во Европа и дава прилика за секој кој што е насочен во овој сегмент да се пронајде во некој од производите или услугите кои ги нуди ВФЛП групацијата. Она што е најважно и што секогаш го истакнуваме дека немаме унифицирано решение или немаме една понуда која што е апликативна за сите. Верувајте, она што секогаш било и ќе биде најголема наша девиза или предност е да го разбереме бизнес моделот. Мораме да го сватиме бизнес моделот, мораме да го разбереме клиентот, неговите потреби, неговите инвестиции, развојната компонента, начинот на функционирање за да дојдеме до она да бизнес моделот совршено добро е разбран и сватен, по што може да предложиме custom-made решение, односно решение кое што е изработено исклучиво за тој клиент и на тоа решение да работиме заедно со нашите продукти или услуги кои што ќе можат да допринесат раст и развој за самата компанија. Најголемата предност ја видовме тука затоа што во денешно време во услови какви што се во изминативе некои 3, 4 или 5 години, а нашите компании кои што се развојно ориентирани и насочени кон развој, извоз, производство и слично, навистина им треба експертиза во тој дел. Одлично го познаваат работењето, меѓутоа останатиот дел, кога се во прашање инвестиции, пристап до финансии, најдобра алокација на ресурси, поддршка во делот на извозна стратегија, маркетинг стратегија е нешто каде што нашата компанија, односно нашите луѓе се гледаат како најспремни и во овој сегмент сметам дека можеме да дадеме најголем допринос. Во принцип, вклучувањето на договор е дел кој што најмалку зазема простор во целокупното работење. Најголемиот фокус го ставаме на она да го добро запознаеме клиентот, да добро го разбереме бизнес моделот, а откако тоа ќе се случи, ќе направиме custom-made понуда и ќе идентификуваме што е најдобрата опција за клиентот. Тогаш доаѓа делот на финиширање, односно подпишување на договор и всушност од тука започнува таа грижа која што е перманентна, постојана и на која што толку ставаме фокус и внимание. Во денешни услови на живење и стопанисување многу брзо се менуваат приликите, многу брзо се случуваат промени, целокупното општество е навистина подлежно на таков тип на работење, така да сите тие потреби, трендови, насоки ги пратиме, да ако е потребна реакција таа биде правовремена, вистинска и клиентот навистина да се чувствува безгрижен во делот на тоа дека од аспект на услуга и производ е испратен навистина онака како што треба и заслужува. Работната недела обично започнува со правење на план и стратегија заеднички со тимот. Поставуваме, да кажам, неделна основа на работа, платформа на работа по која прилично добро се движиме сите. Понеделникот е обично резервиран за тие состаноци, за утврдување на чекорите кои што следат. Прилично доста работиме на едукација, малте не да нема недела каде што немаме некои едукативни активности. Она што може да се нагласи е дека нашите луѓе кои што работат во продажба недели и недели на годишна основа минуваат на разни школувања, на разни едукации во земјава и странство, се со цел да бидат подготвени за се она што значи предизвик, а тоа е продажбата која што ги очекува соправници со физички лица. Често пати знае да се случи тука некој настан, панел, нормално тука се организираат разни посети во делот на customer care, се прави план за аквизиција, се пристапува во однос на она што го бара индустријата во тој момент, така да некако прилично турбулентно изгледа таа недела кога е во прашање продажбите. Финансиската сфера, односно консалтинг делот или се она што значи инвестициски фонд, осигурување и заштита, трет доброволен пензиски фонд, кога зборуваме за цела оваа лепеза на финансиски продукти, е нешто што во изминатава деценија стана прилично интересно,
се доближи до европските, да не речам, до светските трендови и едноставно како индустрија е прилично барана во овој период. Во делот на инвестирање, во делот на развој на SME сегментот во Македонија, кога станува збор за правните лица, се наоѓаме навистина во една предизвикувачка фаза каде што компаниите планираат инвестиции, сакаат раст и развој, планираат извоз и чекор со, ајде да кажам, компаниите од регионот или со европските компании, и улогата на консултантите во делот на Access to Finance, во делот на бизнис диагностиката е навистина преку потребна и можеби најголема. Дополнително, Македонија во оваа фаза се отвараат разни предпристапни EU фондови кои што нудат исклучително добра можност за нашите компании и навистина сметаме дека еден сегмент кој што е баран и посакуван во овој период и кој што има голема перспектива. Тоа го препознаа луѓето од финансиската сфера, едноставно начинот на работа каде што имаат многу повеќе можности, каде што има многу повеќе предизвици во наредниот период, а имајќи во предвид дека сепак станува за групација која што има над 50.000 клиенти и е прилично етаблирана во овој дел во кој што работи, беше некако се заедно доволно да тој мозаик го склопиме заеднички, да ја добиеме довербата и заеднички тргнеме во акција, како да постигнеме уште поголем резултат не само во земјава, туку и во регионот. Ова е една многу интересна тема на која што работиме можеби од самиот старт на компанијата, меѓутоа интензивно во последнава деценија. Свесни сме за тоа дека покрај тоа што треба едукација на нашите вработени, преку потребна едукација воопшто на нашето население, кога станува збор за финансиска писменост, за финансиска едукација, за финансиски навики, нешто што како групација прилично го пропагираме во изминатиот период. Тргнуваме од најразлична возраст, кога е во прашање нашиот фонд, дури имаме цела програма Junior Investment Club или клуб за деца инвеститори, каде што уште од најразлична возраст од тие деца покрај тоа што ги ајде да кажам, промовираме навиките за штедење, работиме и на финансиска едукација за нив и нивните родители. Многу важно, затоа што сметаме дека ова е сегмент кој што треба да се почне од најраната возраст и нормално во текот на тој животен век само да се продлабочува или проширува. Така да нашата идеја е да утре имаме цели поколенија на здрава, финансиски писмена генерација кои што на возраст од 18 или 22 години, кога ќе завршат со формалното образование, веќе имаат и прилично добра финансиска едукација која може понатаму да ја продолжат, а секако и да ја пренесат на идните генерации. Така да, едукацијата преку производи, едукацијата преку настани, разни, ајде да кажам, облици на пренесување на таа финансиска едукација до правните и до физичките лица во Македонија остана и понатаму ќе продолжи да биде примерниот фокус на ВФОП групацијата.